дадени се равенките на правите P1 4x минус 3y плюс 1 еднакво на 0 и правата P2 2x минус m по y плюс 5 еднакво на 0. Да го одредиме параметарот m, така што овие две прави да се сечат под агол од 45 степени. Ако е ова дадената права P1 во општ облик, тогаш пресечната точка, ако ја обележиме со точка S, 45 степени може да нацртаме во оваа насока, но може да нацртаме и во оваа насока. Така да би добиле дека овдека ќе имаме една права P2, која што со правата P1 ќе зафаќа агол 45 степени, но ќе имаме и уште една права P2 прим, која што нели пак ќе зафаќа со правата P1 агол од 45 степени. Значи, очекуваме дека ќе има оваа задача две решенија. Како би ги добили тие две решенија? Тангенс од аголот фи помеѓу овие две прави, формулата велеше К2 минус К1 врз 1 плюс К1 по К2. Аголот фи е 45 степени, но всушност овој агол во оваа насока е позитивен агол 45 степени, а овој агол во оваа насока е минус 45. Всушност, овдека ќе треба да решиме тангенс од 45 и тангенс од минус 45 која ќе имаме, тоа ќе биде 1 и минус 1, односно тангенсот алфа и од минус алфа се спротивни броеви, па доволно е само да ставиме тангенс од 45 степени да биде еднакво на апсолутна вредност на овој израз. 1 плюс К1 по К2, бидејќи ова ќе биде тангенс 45 единица. Значи, К2 минус К1 врз 1 плюс К1 по К2 да биде 1, тоа значи дека К2 минус К1 врз 1 плюс К2 по К1 може да е 1, или пак К2 минус К1 врз 1 плюс К2 по К1 може да е минус 1. Ова е формулата запишана во облик, ако правите се зададени во експлицитен облик. Меѓутоа, бидејќи правите ни се зададени во општ облик, овдека имаме А1 по Б2 минус А2 по Б1 врз А1 по А2 плюс Б1 по Б2 да биде единица. А1 по Б2 значи вкрстено множење. Минус 4m, значи А1 по Б2 е тоа по тоа, минус 4m, минус ова по ова со овој минус ќе биде плюс 2 по 3 е 6, да биде еднакво на А1 по А2, 4 по 2 е 8, плюс Б1 по Б2. Минус по минус е плюс, значи плюс 3m. Минус 4m и плюс 3m од оваму ќе биде минус 7m, да е 8 минус 6, 2, од каде следува дека m ќе биде минус 2 седмини. Значи, ако параметарот m е минус 2 седмини, аголот помеѓу правите P1 и P2 ќе биде 45 степени. Аналогно, овдека со минус единица ќе имаме. Значи, минус 4m плюс 6 ќе си остане, тоа е броителот, А1 по B2, да минус А1 по B2, минус А2 по B1, така ли? Тоа е минус 4m плюс 6, да биде еднакво, сега со минус единица, значи ќе имаме минус 8, минус 3m. Минус 4m и минус 3m ќе биде минус m, еднакво на минус 14, од каде m е 14. Еве ги добивме двете очекувани вредности на параметарот m, па да правата P1 и P2 зафаќа агол од 45 степени. Во наредната осма задача треба да напишеме равенка на права која минува низ точката А и е паралелно, односно нормална на дадената права. Оваа права има коефициент на правец 2/3.
бидејќи ја бараме правата во експлицитен облик, права во експлицитен облик ќе биде kx плюс n, и ако сакаме правата наша, што ја бараме да биде паралелна со дадената, коефициентот мора да биде еднаков помеѓу нив, односно треба да им бидат истите коефициенти, па нашата права што е паралелна ќе има коефициент 2/3 x плюс n. Ни останува n да го најдеме, а n ќе го најдеме од услов да точката А со координати 1 и 2 припаѓа на правата P која што ја бараме. Од тука y е двојка, еднакво е на 2/3 по 1 плюс n, односно n ќе биде 2 минус 2/3, 4/3. Дефинитивно бараната права y еднакво на 2/3 x плюс 4/3 е права која што е паралелна со дадената права. Сега да побараме права која што ќе е нормална. Значи правата P сега нека е нормална. За да правите се нормални во експлицитен облик, треба K по K1 да е минус единица, односно тие да се реципрочни, па од тука коефициентот на нашата права што ја бараме ќе биде еднаков со реципрочната вредност на K1, тоа е 3 половини, но со спротивен знак. И навистина, K по K1, ако ги помножиме, ради тоа што се реципрочни даваат производ единица, а поради тоа што се со спротивен знак даваат минус единица. Значи правата повторно P ја бараме во обликот kx плюс n, K веќе го најдовме минус 3 половинки x и плюс n, а n ќе го најдеме пак од условот правата точката А со координати 1 и 2 да припаѓа на правата P. Значи 2 ќе биде еднакво на 3 половинки по 1 плюс n, од каде n ќе биде 2 плюс 3 половини, 2 по 2 4 и 3 7 половини. Дефинитивно правата P, која што е нормална со дадената права 2/3 x минус 1, ќе гласи y еднакво на минус 3 половинки x плюс 7 половини. Значи да повториме, две прави во експлицитен облик имаат еднакви коефициенти ако правите се паралелни. Две прави ако имаат спротивни, реципрочни коефициенти, тогаш тие се нормални. Значи ова е условот за паралелност, а ова е условот за нормалност на две прави во експлицитен облик. За крај имаме 7 задачи. Да напишеме равенка на симетрала на одсечка АБ, значи може да ја напишеме равенка на права низ две точки АБ, потоа да ја најдеме средишната точка и да повлечеме симетралата ќе биде всушност права која што минува низ таа средишна точка и е нормална на дадената, односно наидената права. Даден е триаголник со своји координати, треба да ја одредиме висината повлечена од теметот С. Значи првин ќе ја повлечеме правата АБ како равенка на права низ две точки, а потоа ќе треба да пуштиме права која што минува низ С и е нормална на АБ. Да го одредиме аголот меѓу правите, овие две прави се дадени во експлицитен облик, овие две прави се дадени во сегментен облик и може да се претворат и двете или во општ или да ги директно искористиме во експлицитен облик формулите. Да ги одредиме аглите на триаголникот АБЦ, кој што е значи даден со своји координати А, Б и С. Може да ги формираме векторите, може со скаларен производ да ја решиме ова задача, бидејќи ни се дадени точките А, Б и С, може да ги формираме правите, па да тражиме агол меѓу прави и така натаму. Во петата задача, низ точката М, повлечи права која што правата дадена формира агол од 45 степени. Значи, ако имаме една права и дадена една точка која што не лежи на таа права, тогаш ќе имаме две прави кои што ќе бидат, кои што ќе заклапаат аголот од 45 степени со оваа дадена права. Значи, тука треба да внимаваме, ако имаме дадена права и една точка М, 45 степени ќе биде оваа тука права 45 степени, но ќе имаме и уште една друга права. Дали ќе имаме уште една друга? Во оваа насока нема да имаме. Значи, ќе имаме
ќе имаме уште една друга права, која што е овој агол тука ќе го направи да биде 45 степени. Значи, треба да се внимава во оваа пета задача. Низ точката М треба да се повлечат две прави, кои со оваа права ќе формираат аголот од 45. Во шестата задача, за кој агол треба да се заврти оваа права околу својата пресечна точка со Y оска, за да ја сече правата под агол од 45 степени. Значи, нешто слично како претходната задача. И во седма, за кој агол треба да се заврти оваа права околу својата точка М. Точката М припаѓа, да видиме. Да, припаѓа на таа права, значи треба да ротира таа права околу својата точка М, за да на X оска одсекува одсечка со должина 4. Одсечката беше М, а правата ќе биде во сегментен облик X врз М плюс Y врз N еднаква на 1, каде што нели четворката веќе имаме и само ќе треба да го побараме N од условот да оваа права треба да израчунаме за кој агол ќе треба да се заврти околу оваа своја точка на која што припаѓа. Ви посакувам пријатна работа и интересно и занимливо решавање на задачите.